неофицијално дознав од мештаните девојче кој најверојатно настрада од поплавите. Стигнавме нешто над гробиштата во Камник. Оттаму патот е комплетно неоприроден, има големи насипи на земја, меѓутоа ние ќе се обидеме нели пешки да се пробиеме и да стигнеме. Она што сите тука ги загрижува е тоа што само што можевме да го чуете е дека се спрема повторно невреме, се почести се молњите и громовите. Мене ме отфрли на левата страна, автомобилот продолжи на десната страна. Да не претерам, али помеѓу 60-70 души беше автобусот полн, тој денаш најде голем бран. Катастрофа беше, катастрофа. Значи и да викнеш некого да ти помогне, кој во тој момент би можел да дојде да ти помогне. Ударот на водата се гледа до кај бил. Во ниеден момент не бев успаничена, значи моето мото беше да се спасам некако. Спашавај што може да спаси, животот си го спаси, живот му е повреден, го сето ова, секи се купи. Сама, како стрес доживеала, не можам и самиот јас да го опишам тоа. Првин со нозете на надоле ме влечеше едно известно време. Во еден момент успеав да се свртам на десно. Луѓе, жени, деца, вриска, писка, тоа беше катастрофа. Дали ќе се избањаме овде или таму у река ќе да му пчиња да се бањаме? Почнав да дизам рака и да им велам помош. Можеше да биде и поголема катастрофа. Овие луѓе беа безпомошни. Кај ќе оди таа вода? Се внатре ќе избие пак. Водата која префрли наму, комшијата рече ја изгубивме, тогаш више ми се пресекува нозе. Имам една јамболија доле и едно кебенце од озгора врз мене. Друго ништо, и вака спијам со овие алжи. Други нема. Секоја елементарна непогода носи многу страдање. Таква и нашата. Многу луѓе загина, уште повеќе останаа без своите домови. Меѓутоа, секоја катастрофа носи херојски приказни. Полицајци ги жртвуваа своите животи за да спасат други. За жал, не успеа да стасат секаде, но спасија огромен број на луѓе. Велат со зборови не можеме да го опишеме тоа што го преживеавме, но горди сме за тоа што го сторивме. Ова е нивната приказна. Останете со нас да ги видите нивните сведочења. Буквално ние по пат се облекувавме и се спремаме да бидеме, значи, директно да влеземе. Дефендерот буквално ми пропадна до тука, цел. Се погледнавме се колегите, не можевме веќе да чекаме. Влегавме во просторот кај што беше водата надојдена. Значи, тука кога се работи за вода, секунди се во прашање човекот да го изгуби живот. Водата беше на моменти преку нас, па мораше дури да пливаме. Ние за не повеќе од 20 минути од настанот имавме веќе повеќе од 20 теренски и оклопни возила изфрлени на подрачјето и тоа беше многу битно, значи за првите минути се реагира. И успеавме 15 лица да ставиме во едно возило и да ги однесеме на безбедно. Каде, во кој правец би можело да отиде детето? Сме го барале саат време можда тука. Детето од тука го видов кога плаче и иде према татково и вика по него тато, двајцата се прегарнува. Ние одевме покрај возилото, освен возачот, само со лицата внатре, да во случај ако и се случи нешто при извлекувањето, веднаш да можеме да интервенираме, значи да ги извлечеме па и на раце да ги носиме. Пешки сме оделе од џамијата до Стајковци за да известиме што се дешава на лице место таму. Момент кога беше алармиран нуркачкиот тим, значи од дома буквално повикани бевне, не очекуваме да наидеме на таква ситуација како што, мислам, таква водена стихија до сега не памтиме и во било кои услови како што и интервенирано и во Босна, нели, со ангажманот наш, ова беше невидена работа, со тоа што на местото кога стигнавме, по пат буквално ја облекувавме нуркачката опрема, затоа што бевне известени од командантот дека имаме возила кои што се веќе потопени до кров со вода. Меѓутоа, кога дојдеме дека водената стихија беше веќе помината и имаше голем неред, буквално возила
надвор во тој дел од таа страна на автопатот, како конзерви беа однесени. Имаше луѓе што пробуваа да се спасат, некои бараа помош. Во тие моменти ние тука застанаме со тешко оклопно возило. Беа не дојдени зашто многу беше тежок приодот тука да се дојде. Во тој момент знам дека евакуиравме неколку луѓе и една жена беше мислам повредена во скочниот зглоб, така да нашиот животоспасител имаме во тимот и пружи прва помош тогаш. Дојде едно возило од нашите служби, мислам на МВР беше, кое што се упати со незе во медицинска установа. Вамо во делот после Смилково тука, мислам дека се уште се гледа, едно возило беше тотално под вода. И за тоа време водостојот на водата полека паѓаше, но сепак не беа услови други ликови да пристапат, осим остручени екипи нуркачки со опрема. После тој дел, од која пристапивме таму, го преидовме тој водена површина, установивме дека возилото е празно, патници немаше, во катастрофална состојба беше возилото, а пред тоа имаше еден леш кој што беше тука сам труп, значи имаше го евидентирано и мислеме дека е наводно од возилото. Со текот на настаните после се установи дека фактички она било донесена од селото, а и ова исто возило од тамо до тука било, значи во налетот на водената стихија го донела до тука. Понатамошните активности наши се одвива врз база на командата наша што не ги насочува, значи потребата кај што требаше, таму одемне. Се префрлиме во селото, значи во Смилково. И така да таа цела ноќ до дека не дојде смена негде дека сабајлето 4-5 продолжиме со ангажман. Значи невидена природна катастрофа. Такво нешто, искрено да кажам, ја немам видено никаде. Имам, значи, ангажман во Босна, тамо водата беше на некој начин доаѓала постепено, а ова беше еден вид бран кој што буквално луѓето ги однел, ги оддувал на некој начин и затоа беше и тешка активноста во првите моменти да се види кој каде. Овие возила ние ги проверивме после сите и накнадно екипите што дојдеа појачани од нашата од СС исто ги проверуваа, така да затоа е многу тешко да се направи и таква евакуација брза, зашто на многу голем простор на 4-5 километра буквално биле разнесени од ударот. Прилика, господине министр, тоа е. Овој простор е тоа? За овој простор тоа беше карактеристично специфично за практично. Во првиот дел. За жал, тоа е тоа. Понатака ќе идеме со што можеме спасиме, колку можеме дадеме цел цел. Значи понатака ќе смениме локацијата на другата страна од патот и продолжуваме правец према Рачиновска петља. Таму имаме позиции кај што имаме колеги кои што активно учествувале во излекување на живи и погинати во несреќата, така да ќе во секој случај клучен момент беше брзото излегување на терен, брзото настапување и брзото реагирање на терен. Да, во тие услови мислам дека ние го даваме максимумот, не верувам дека би можел некој побрзо и зашто буквално ние по пат се облекувавме и се спремаме да бидеме, значи директно да влеземе во активности кои што колку толку значи може да помогнат. Било, значи тука кога се работи за вода, секунди се во прашање човекот да го изгуби животот.
беа ангажирани во моментот тимови од ЕСЗ, од ЕБР и од ПЕП, сите што беа во моментот на располагање на работа. Значи тие што беа на работа, тие први беа што беа излезени и беа на некој начин координирани со службите од Дирекција за заштита и спасување и упатувани према можностите и према потребите на сите пристапни патишта околу районот кој што беше зафатен. Значи имаме по автопат, имаме од другата страна по автопат преку Клучката Велес и имаме влез во Сингелиш, односно во Ченто преку последна 45-ка. Значи од сите страни каде што можеше да се пристапи, единиците беа распоредени према можностите и према бројката со која што располага, така да единицата за брзо распоредување влезе директно во Сингелиш и се упати во целото Стајковци, во тој прави цело Сингелиш и Стајковци. А ние како ЕСЗ и ПЕП со тие сили што ги имаме, идеме патот што е за Рачиново, десно од 45-ка последна према Рачиново и на сите позиции каде што имаше барање за помош, ние пружавме помош, излекувавме и укажувавме, ги евакуиравме на безбедна позиција со тие ресурси кои што во почетокот беа помали од единици, но како беа повикувани пристигнува на работа, се вклучува во тимовите кои што се на терен, да зголемува бројката и дава помош од секој во своите можности и од својата позиција. И всушност практично беше и битно тоа што успеавме брзо да се вклучиме во рамките на кризиот менеджмент државен, така да за тоа беше и соодветна координацијата и соодветно беше насочувањето, а во тој контекст вие баравте брзи решенија за брзо пристапување до посочените локации каде што се бараше од кризиот менеджмент. Ние се споивме во тој момент во штабот кој што беше формиран во противпожарната бригада и во штабот на ЦИК. Таму се координирано заедно со службите од Дирекција за заштита и спасување, од МВР, значи излегуваме на терен и секој со своите ресурси се спојувавме и настапувавме на одреден дел од просторот, од подрачјето кај што имаше потреба. Ние за не повеќе од 20 минути од настанот имавме веќе повеќе од 20 теренски и оклопни возила изфрлени на подрачјето и тоа беше многу битно, значи за првите минути се реагира. Посебно да аспект бидејќи со друго возило, со друго средство не можеше да се пријде. Оклопните возила и посебно теренските возила не завршија огромна работа, може да пријдеме до објекти, да пријдеме до возилата, да дојдеме до луѓе кои бараа помош. Мештаните кажа и дека баш токму оклопните возила на полицијата во првата вечер биле устрелени што први дошли на терен и спаселе многу животи во селата. Не зборувам до Богуница, туку конкретно во селата. Точно, бидејќи апсолутно невозможно беше да се пријде со друго возило во тие моменти. А доста од специјалните возила биле и зафатени од водата, али поради специфичноста, поради техничките карактеристики и тежината на возилата, може ли да се движат и да реагираат колегите? Спремни сме во тој дел да си дадеме и самите помоши и да на некој начин да постапуваме и во такви услови. Во секој случај специфични околности биле, веројатно некој од колегите ќе каже неговата сторија при спасувачката мисија бил практично принуден да нурка без опрема за да создаде предпоставки да го извлече Хермелинот, односно во возилото од веќе зафатено со вода. Првата генерација млади припадници сега што дојдоа, беше вклучен во тимот, односно во таа дежурна екипа што прва пристигна на терен. Имаше задача извршено што е многу важно и таа да се спомне после во Сингелич таму, но и задачата по доаѓањето на другите тимови они се префрлаат на овој простор овдека. И овдека има ситуација каде што вадат и спасуваат одредени луѓе кои што се нашле во ситуацијата тука, проверувале возила каде што можело да се најдат луѓе, значи максимум се давало да
колку може повеќе луѓе се спасат од стихијата. Мислам дека е добро да каже колегата од лице место каква била ситуацијата. По претходната задача што ја работевме во Сингелич, се упативме после Рачиново на ова место тука, влеговме на претходната маршрута таму што ја возевме, не можевме да се пробиеме пошто многу возила имаше препречено на патот. Со возилата фативме некои дрва да ги корнеме со сајла за да можеме да се пробиеме. Едно дрво, две искорнавме, не можевме никако, се уклучивме во едносмерна, дојдовме на лице место тука, имаше многу голем број на граѓани со селани тука. Првично дојде човекот, дојде лице, ни пријави дека со возилото водата го гурнала 15 метра, се враќал назад, имал со него жена, сопругата, била со него, што пријави дека била болна и не била во подвижно стање. Последен збор само што му рекла излези ти спаси се, остави ме мене. Возилото незино беше најдено после пријавата него, а после сат време. Додека во каналот беше летнато возилото, светевме со батерии, седадовме од себе, не можевме да најдеме. Од кога склапна водата, го видовме возилото. Исто на пријавата на тој граѓанин, пред тоа ни пријави дечкот од Крива Паланка што го изгуби жената и детето. Тука не молеше да ги побараме сопругата и детето му ги нема. Пошто ни каже дека првото дете го гледал се имало качено на пластениците, он бил тука негде за некоја канделабра фатен. Секој возило што беше овдека летнато го претресовме, максимално што можевме, цел терен го поминавме, благодарение на еден граѓанин тука каже дека нивата е негова, немој вика да идете сами, вика, барем вика да идем ја пред вас, вика да ви ги кажем работите, вика пошто има овдека бунари, вика. Да си направите велја. Човекот хуман испадна што дојде со нас. Од кога го претресавме овој терен, ни пријавија дека возилото само кровот се гледа. Ама више дека водата се губеше полека, со батерии, со ламби светевме, видовме дека има лице во возилото. И се работеше најверојатно за неговата сопруга. Го излековме лицето, настрана, дојде медицинска екипа, констатира смрт. И тоа беше од наша страна што можевме да направиме. Значи, по тешки околности, по тешки прилики. Тука беше многу тешко пошто имаше ночно време. Да, имаше далеководи, струја, паднато кабли, значи беше претешко тука за работа. А со детето што се случи тоа што било на пластеници, што го гледал? Детето што се случи са валјато, тука дојдов командир да земем. Детето тука го видов кога плаче и иде према татково и вика по него тато, двајцата се прегарнува. И му вика детево на татково, каде е брат, ми вика тебе ти го оставев. И само човекот се сврте настрана, фати да плаче и ми знаевме дека више брат му го нема. Кога го сретнавте таткото, тогаш што он ви кажал дека детето се изгубило од вид према пластениците, но тоа е детето кое што се спасило во случајот. Тоа е живото дете што е спасено во тој случај. Значи детето са балјато уште се видува со татко му тука. А за второто дете, значи цел реон тука е претресен, не можевме ни детето ни мајката да ги најдеме. Вечерта првично, значи таткото тука бевме паркирани, не молеше, ни викаше, помош ни бараше едноставно од наша страна. Значи се дадовме од себе, тоа беше што можевме да го изработиме. Не размислуваме значи на никаков начин за себе, само гледавме да по пријава на жителите од Тараси да ваѓаме луѓе од возила. Тоа е во Сингелич. Во Сингелич, значи откако ги извадивме лицата од возила, ни пријавија дека има лица на кров качено. 20 пробивме за да дојдеме до нив. Од тука во раце ги носевме, ја лично носев 150 метра да ги пренесеме од лицето место кај што седа до куќа кај што е побезбедно. Со хермелини бевте таму? Не, со дефендери. Со дефендери. Многу тешко таму сме прошли. Идевме ред по ред. Првично возилото што беше поплавено, значи лицата што беа во возило, седнати на седиште, сакам да ви кажем, до тука и беше ношената водата. Значи више беше крајно.
Кога дојдовме со возилото, да ги излечеме лицата, слегуваме од возило и нормално си дигаме ручна да стеземе. Возилото, дефендерот ми идеше напред. Значи, мораше да влезем унутра и да се повлечем од тука, возилото да го повлечем, за да идеме пешки до кај лицата. Само за да го повлечем возилото, ни гасне возилото. Влага вода, гасне. Сме земале сајли да го излечеме дефендерот, за да се качиме на вториот дефендер на кров, за да дојдеме до возилото и кога допре возилово, ние со лидерот мој летнавме од вода и преку 50 метра низ вода идевме, па се фативме за ограда за да дојдеме пак до дефендер. Излековме лицата во возило. Лицата беа живи, така? Живи лица да ги излековме од возило, за среќа. Они беа блокирани во Они блокирани во вода и во возило и си се да си бараа помош. Како успеате да отворите врата? Со лидерот мој двајца дадовме се од себе фактички за да изреагираме, значи и да ги пикнеме во возило да ги излечеме од тука живи. После од кај колата што ни пријавија, мислим од кај завршиме таа работа, за назад кај се враќавме, имаше лица на тараса. И вика, ве молим, комшивка, не знам по име која, се јави сега, вика, се качени на кров на куќа, нема излез, вика, ве молим за помош. Од самото место се упативме директно кај ним. Многу тешко тука пројдовме додека стигнавме до ним, пошто имаше цел пат со 3 возила едно на друго беше препречено. Па сме се качувале на тараса на една куќа, па од тараса сме префрлјале на улица. Од тука се качивме, мислим отиднавме кај ним, лицата излегоа од едно пенџерче мало, им дадовме слабица, ги излековме од тука, уплашени. Практично минути се биле во прашање. Значи, може и стотинки да речем. Многу голема поплава имаше таму, значи многу вода, брзина, бран невиден беше. Дали имаше случаеви кога, извинете што прекинам, дали имаше и случаеви кога бевте принудени да дадете и прва медицинска помош на некој? Прва медицинска помош немаше услови, пошто ние бевме во самата поплава во среде фактички и само си седевме и ги слушаваме граѓаните кој бара помош да идеме. Значи брза помош сме дале, излекување на лица на безбедно место и си заминуваме од тоа место, пошто више она на безбедно што ќе правиме ние, тука. И само со активност. Ова се случуваше уште кога невремето траеше, уште кога не беше завршено. Невремето беше првично тогај фактички, значи моментот кога најголемиот бран пројде. Практично во прав момент се излезе на место на настан. Значи ние од тамо дојдовме овдека бе. Првин тамо си работевме најмалку 40 минути. Лица, леш имаше тамо. Значи ни пријавија човек под возило. Отиднавме тамо, возилото лично јас го подигнав од задната страна, колегите мои го излекоја, се работеше за лице до 65-70 години. Го извадивме од возилото, го трнавме на страна, брзата помош за нас беше, лицето беше во безсознание. Екипата на брза помош констатира смрт и одма си заминавме за наваму. Лошото место истото ни беше кај бензиската пред Рачиново. Кога возевме со дефендерите видовме магла, метро и пол. Ни на крај памет што е. Почна некој мирис чуден да се дава, мислиме од возилото што е вода, ова, она, тоа да ти било плинот. Од бензиската пукнал плинот. Ние више влеговме во плинот. Немаше ни назад, ни напред, ни назад. Само, мислим, што се вика, продолживме напред, од кај бензиската ga заобиколивме и тога и знам дека дефендерот буквално ми пропадна до тука. Цел. Почина да тресе целиот, среќа, фала на Господа, не извади од тука. Ги зачекав колегите да ни се приклучи и продолживме наваму. Беше катастрофа. Значи, тука фалеше една искра што се вика од возилото или не знам што да се направи 300 проблеми.
Кога првото доаѓање овдека, значи по улица... За колку време стигнавте? Па некаде околу 30 до 40 минути од првото јавување, значи од првата наредба која добивме се мобилизиравме и со една екипа моја од околу 15 припадници со 8 возила дојдовме први на постана 45-ка и од таму по наредба од штабот се префрливме тука. Тука јас останав да ги координирам работите на целиот оддел за специјални полициски операции. Пристапот беше тежок? Пристапот беше многу тежок. Значи сепак за кратко време, за многу кратко време тешки околности се стигнале. Улицата беше скоро под половина метар вода овој дел од патот, а инаку страничните улички имаше некаде и по метар и пол вода и повеќе. Значи тие беа целосно непристапни. Кога дојдовме овдека, пробавме со наши теренски возила со мештаните да извршиме евакуација на луѓето, меѓутоа во првиот момент не беше возможно. Затоа со чамец од пожарна кој што го управува колеги од ЕБР, почнавме да вршиме евакуација до понепристапните места, ги носевме до место до кај што можеме потоа да ги излекуваме со теренски возила. Потоа дојде и колеги од ЕБР со дефендери и тие почнаа да вршат евакуација, значи тие може да кажат подетално како се одвиваше евакуацијата по околните улички. Генерално проценка од прилика колку луѓе успеа да некаде од овој простор околу 300 луѓе, мислам дека можеби и повеќе, значи немаше време за броење. Работата беше што повеќе човечки животи во тој момент да се спаси. Значи не ни беше битно ни времето, ни просторот, значи по 10 пати се враќа едните исти возила само да се заврши што повеќе работа. Ние имаме ситуација кога помина и возило на пајак службата и него го ангажираме да оди бидејќи е повисоко за да собира луѓе докај што можеше да се поминува. Значи колегите може да кажат и подетално како се одвиваше по околните улички. На многу места заглавува, дури беа изложени на опасност дека нашите возила ќе бидат заглавени, меѓутоа несебично опасноста ви е така. Колегите на некои места беа буквално до врат во вода. Најмногу проблеми има во овој левиот дел од улицата. Се насочивме со трите возила по овие споредните улички што ги гледате позади вас фактички. Сега тој дел е малку понизок од улицава и во тие делови тие што се спратови под земја, подруми, па и првите спратови од куќите беа скроз под вода. Така да немаше услови таму да пребаруваме на некој начин, туку само оние луѓе што ги затекнавме на тарасите, во дворовите, што бараа помош, успеавме некако во дефендери да ги ставаме и ги излекувавме до последна 45-ка во Сингелич. Таму тој повисок дел имаше доста и возила на итна помош, на брза помош. Овој дел што е према обиколница, према Клучката за Рачиново беше целосно под вода. Таму имаше многу возила и луѓе што ги носела водата од обиколница заглавени. Таму тие луѓе ги вадевме, исто ги носевме до Сингелич, до последна 45-ка. Во главно тоа беше ноќта што можеме да го работиме, затоа што во длабочина немаше шанси да влеземе, многу имаше вода. Таму до кај што можеа возилата, до таму влегувавме. Ги дислоциравме луѓето. Да, чамците кај што можеа и понатака се движеа, бидејќи со возила не е можно да одиме понатака. Многу вода имаше во тој дел. Тој е доста низок и целосно беше под вода комплетно. Министре, по оние информации што ги добивавме ние, као јас одговорен заедно со командантот од ЕБР, тактичкиот штаб на терен, што координира засилите, подобрените сознание дека има високо ниво на водата, не дека над 2 метра, поради итноста на терен. Во моментот се најде и чамец еден од единицата за противпожарна заштита. Се реорганизиравме, дел од тимовите што веќе работеле и се обучени за управување со моторни чамци, зборам со чамци моторни, импровизирано со импровизирани весла, влегува во уличките, според информациите, еден од тие може да даде примери колегата Манолев. Единствен начин беше по таа улица да се влезе само со чамец. Значи имаше вода повеќе од 2 метра
со координација од помошни командантот бевме упатени тука. Прво пробавме со возило, едноставно главеа возилата на првиот момент. Излеговме, водата беше на моменти преку нас, па мораше дури да пливаме. Со чамците, кај што се упативме, нели, секако беше, условите беа многу лоши. Луѓето беа качени едноставно на крововите, на втор спрат, значи единствена помош бевме ние таму. Имаше премногу деца, жени, приоритет има, нели, и повредени лица. Добро е што сте успеале да излечите толку луѓе, бидејќи го прашање биле и минути и секунди што се кажува. Брзата реорганизација и прегрупирањето си направија своето и добрата координација на терен, заедно со пожртвувањето на колегите на терен, даде и резултат. Па на места каде што, нели, Значи излегувате од Чамец, пливате, но и некаде сте имале потреба и да кажуваат, така, кажуваат, нели, нивните од родители, од фамилијата, имаме тука деца, викам мора да влезете. Сега немавме некоја соодветна опрема за таму, ама ете, пак ќе кажам со пожртвуваност, пробувавме на тој начин да се нурнеш негде да. Буквално во оние сводови, господине министер, каде што подрумите, нели, делот е понизок, па прекриен со вода, но во надвешниот дел има празен простор. Мора, значи, да се влезе под вода, не знаеме што не очекува таму. Дали ќе имаме воздух таму или не, меѓутоа кажано беше дека има заробени лица, мора да го направиме тоа, доколку има простор и воздух во ред, меѓутоа ако нема ќе мора повторно со нуркање да се врати назад, зборам нуркање на здив. Значи не е она со нуркачка опрема. Влегуваме таму, доколку има лица, значи мора да се смират, да им се каже што треба да се направи за да може да се излечат по истиот пат, да ги ставиме во Чамец и да се излечат на суво. На безбедно место. Од сигурна смрт сте спасили многу луѓе. Па јас се надевам дека направивме најмногу што може. Господин министре, ова се колегите кои што стигнаа меѓу првите, зборам во моментот кога се случи поплавата. Сладјан беше еден од колегите кои што првично пристапи со рачистување, тоест овладување на овој дел преку водени препреки со цел евакуирање и спасување на лица кои што живеат и гравитираат овој дел лево од црквата и десно покрај игралиштето Фортуна. Работеа во невозможни услови, наидоа на многу препреки, барикади на падот, кои што ги донела и нанела водата. Првично пробаа и работеа, вклучувајќи ги теренските возила Defenderi,
до одредена зона зборам на движење кај што може да движат, натака исто така пешки продолжува. Тоа се случи позади дворот на црквата. Имаше голем бран над 1,5 метри, да речеме, висина на водата. Ние успеавме некако да влеземе со дефендерот таму, пошто гледавме дека има на терасите жени и деца кои побараа помош. Се погледнавме со колегите, не можевме веќе да чекаме. Влегавме во просторот кај што беше водата надојдена. И успеавме 15 лица да ставиме во едно возило и да ги однесеме на безбедно на пунктот кај што беше за прифаќање на на раце ги носевме и жените и децата до возило. Цело време дождот си го правеше своето. Цело време били баш во екот на бевме тим во приправност од, да речем, од 6 до 18 и продолживме цела ноќ работа. На дадената тревога беше постапено кон нивно информирање, прегрупирање со теренски возила, упатувани беа према последна 45-ка и од тука према кризните реони. Не дека овој дел од тука до џамијата во село Сингилич беше непрестапен дел. Екипата од припадници што се од моја лева страна, значи продолжија со движење од фактички правец од црквата према Сингилич и лево и десно што гравитира зборам под уличките со околу 2 тима припадници, исто така излекува лица кои што беа заглавени од невремената, тоест ги евакуираа. За таа цел беше користен и Хермелин оклопно возило, пошто имаше и непристапни терени. Тука беше и колегата Гоки, кои што заедно со 2 тима живота спасители кои што беа во возилото, излекуваа лица, излекувајќи ги, значи пружаа прва помош на лицата, ги транспортираа до пунктот на прва помош што беше стациониран 45-ка, од каде што понатака беа разнесувани по медицинските центри. Исто така драматични ситуации се има случување на терен, тоа може да го кажат и колегите. Се со цел приоритет беше да се пробие патниот правец од улица Али Авдович до село Стајковци, пошто имав информација дека во селото Стајковци се збореше дека има и голем број на жртви опфатени од невремето. Приоритет беше што побрзо да се стави во функција овој патен правец за да може нашите сили да стигнат. Ова се дешава 9:15, 9:30 во саботата, значи додека уште траеше поплавата, ударот, првиот бран. Во овој правец, кај после џамијата, имаше заглавено трактор. Со предниот тркал беше влезен во дупка, најверојатно затоа што водата беше сигурно до овдека некаде. Како што вртела водата, направила дупка и тракторот дали беше донесен, дали беше на сред улица, значи не може никакви екипи да пристапат. Ние стигнавме до таму, беше ризично и за дефендерите наши, али мораше да се пробиеме до таму, како што каже и помошникот, значи се случеше за големи жртви во Стајковци и моравме да се пробиеме, да ја видиме ситуацијата, да ги известиме нив, да знаат што понатаму. Тоа беше, значи страшно. На кој начин го отстранивте? Го отстранивме со помош на нашето возило и свативме дека колку се јаки нашите возила, мада изгледаат толку нежни, со макарата што е напред на предното возило дефендерот. Го врзавме тракторот, што и ние се чудевме дали ќе го извадиме. Тоа тракторот големите, кажувам, не од овие помалите. Го извлековме назад, фактички го трнавме скроз до зидот на куќата, каде што
А меѓу куќите, како од горниот дел надолу, значи имаше многу голема доаѓаше голема вода. Го трнавме тракторот, го обезбедивме правецот, после дојдоа булдожерите, малце колку толку ја зарамнија дупката да можат камиони, брза помош и тие работи да можат да се пробијат до Стајковци. И додека ние го трнаме тракторот и додека затоа што дупката уште стоеше. Јас и колегата Фаик, значи пешки сме оделе од џамијата до Стајковци за да известиме што се дешава на лице место таму. Пешки по вода до тука, значи до појас во вода сме оделе за да известиме каква е ситуацијата таму до нашите надлежни за да можат они да донесат одлука и да донесат други, да дадат други задачи, да издадат други задачи. Па не би знал да ви кажам, 1 километар, околу 1 километар, да. 1 километар пешки, да. Со тоа што имаше ризик и движејќи се натака, мештаните кажува дека шахтите ги имаат отворено, надевајќи се дека водата побрзо ќе избега, ќе си оди. Значи, ризично и за нас. Ништо не се гледа доле. Дали ќе се повредиме, дали ќе пропадне во некоја шахта, дали Водата носеше носеше и предмети. и предмети, значи цели трупци, оние огромно дрво, спремни за и Исто дека значи капи цели, капија цела, значи однесена, кована, однесено, значи сме ја тргале рачно за да може да помини дефендер или брза помош или било што, за да може да стигне. Требаше прилика да се пробиете таму до селото по таа вода. 30 минути. Да, и покасно дојде колегата, значи успеа да се пробијат, пошто овдека имаше многу и гужва, коли, камиони, народот возбуден, што во паника, што сака да помогне, што сака да избега и така натаму. Се проби со 2 булдожера до таму, со наш, значи, припадник, што имавме наши припадници кои што ги ставиме внатре во булдожерите со радио врска за да ни информираат што се случува точно на терен, пошто поинаку не можеше да се стигне, освен овие наши колеги што успеа пешки да се пробијат до Стајковци. Не, ништо, не беше струја, не беше телефони, ништо не функционираше. Се работеше преку радио врска. Тука не е како близина на каналот, точно знае колегата за жртва. Во близина на влезот на црквата ја најдовме жртвата, чистејќи го теренот, чистевни возила. Возилата кај што се собирани на куп што ги носела водата. Тука на влезот од црквата кај што е нефасадираната куќа ја најдовме и жртва жена на 60 годишна возраст, кај што ја проверивме дали е мртва, беше за жал мртва. Ги проверивме и другите возила, немаше други жртви. Покасно дојде и фамилијата. Го искористивме хремелинот нагоре по сокачињата, височината на хремелинот, за да земеме луѓе од балкони, да ги земеме во возило директно. Немаше светло. Имате ли процент од прилика колку луѓе успеавте? Преку 100 луѓе? Да. А во услови на темница? Во услови кај што возилата се гледаа само кролот што беа од страна. И во возењето на хремелинот немав представа дали е долу некој канал, дали е асфалт, нема кој да ти покаже, та ништо не се гледа. Го движевме хремелинот со втора брзина и со многу полека, за да, ако проба да заглавуваат, да може да се вратам назад, е многу тежок, да не заглави, да не можеме да поминеме покрај него. Се движевме, а колегите излегоа од хремелини се движеа до гради во вода, покрај хремелинот пешки. Се држеа за раце, да не пропаднат во некоја шахта, или да не се случи нешто друго, да надојде некоја вода друга, да пробие некој зид, за да ги соберите и нив. Значи мораше визуално да се гледаме, за да излеземе кај што треба да стигнеме до таму. Имаше граѓани што кажуваа дека ги оставиле семејствата дома и кај што имале информација последно дека се полнит првиот спрат, продолжуваат водата се полнит кон втори спрат. Одевме кон тие куќи и излековне многу од граѓаните што беа на лице место таму. Моменти биле во прашање. Моменти на прашање и во моментот дојде и министерот Диме Спасев, се качи во возилото, сакаше тој да дојде на лице место. Јас го предупредив дека не е безбедно.
дојде со возачот, него влезе во Кременин да види каква е ситуацијата. Помош имавте во локалното население? Помош имавме, ни кажува каде имат возила. Каде имат луѓе кои што може да бидат заглавени, кои што треба да ги излечиме. Оти ние, тоа е темница, не знам со качињата на каде е останале кујки, каде имат празни, каде се странство, каде мора да имаме помош. Имаше луѓе што ни помагаат, што ни кажуваат, таму имат. Дојде и од армијата камион, и по Кременин отидеше и од армијата камион. Доаѓа од локалното население на пунктот на 45, од каде по нашето прегрупирање, по пристигање на нови сили, влегува во наши возила и точно ги носеме до локација нашите припадници, кај што се претпоставуваше и има последна информација дека има луѓе во опасност за да ги излечиме од таа. За среќа од припадниците наши шовеа немаше никој повреден. Кажав, со надчовечки напори е работено и пружена е помош на можеби голема бројка на жителиве кои што се пожалија за време на транспортирањето или за време на носењето до последна 45 на пунктот кои што се пожалиле на повреди од нашите животни способни. Па моравме значи сами да претпоставуваме што има, каде има, да пливаме преку канали за да стигнеме до места каде што гледаме дека има потреба од помош. Значи да ги извлечеме лицата, да ги транспортираме, дури на одредени места не бевме сигурни дали ќе успееме да ги извлечеме зашто беше ризично возилото да се пушти да помине. Меѓутоа ние одевме покрај возилото, освен возачот, само со лицата внатре, да во случај ако и се случи нешто при извлекувањето, веднаш да можеме да интервенираме, значи да ги извлечеме па и на раце да ги носиме. Сеќавате на последното дете, 12 годишното, тој Иван, што требаше да го... Јас и он лично, сега ова ќе испадне као фалење, не сакам тоа, сме газеле до тука, значи пропаѓаш, ако останиш у едно место, тониш. Практично вие сте во тињата, во калта сте. Тракторот стои тука, ние со уште еден ни покажува, значи како се истумбал тракторот, каде во кој правец би можело да отиде детето. Сме го барале саат време можда тоа. Значи како стапнуваш така тониш. Како стапнуваш така тониш. Значи не знам, али не си размислувал. Во тоа ситуација не си размислувал за животот твој, само гледаш да го спасиш тоа 12 годишно дете. Не знам што да ви кажам. Успеате да пристапите до него? Не успеавме, затоа што тоа темница беше, немаше светло, не се гледаше ништо. Со нашите стримлачиња тие мали што можеме нешто да видиме, али уште течеше водата, значи не можеше да се најде. Жалосно за просторот каде што детето е изгубено и местото каде што е најдено се оддалечени 800 метра. Многу тешки околности, ноќно време. Да, ништо. Големи наноси светло имаше. Потоа, пошто бидејќи бевме во текене времето. Да, уште течеше. Додека го баравме, добивме информации. Први информации беа дека на автопат веќе има заглавени на 50 на возила, па повторно таму се упатевме и таму беше ситуацијата со тежното движење, да ги провериме сите возила. Ова детенце Иван Илиев, 12 годишно. Да. Него нашите сила во село Стајковци не ека во утринските часови екипите што беа на терен, за жал по пребарувањето на теренот пронајдоа и неколку леша, како ќе каже колегата Артон. Мислам дека се работеше за 3 леша, така? Да. Се работеше за 3 леша, околу 6 сати са вале
две постари жени и едно дете машко. Последна 65-ка над гробиште во Стајковци. Се предпоставува дека најверојатно водата од обиколница ги има донесено до сред село Стајковци. Значи се работело за стварно голема стихија и бран кој што косел се пред себе. Пак ќе кажем, клучна е брзата реакција на тимовите кои што биле во приправност во моментот. Инаку ќе беше брзата катастрофа. реорганизација зборам. Носењето на колегите од база до дека спаси многу животи. И само пожртвувано од страна на колегите. Таму имаше и гости од Струмица дојдени случајно и тие извлековме и фамилии, комплекси, деца. Имаше еден пример за косовски граѓан, мислам дека кој беше таму, кој го контактираше, да, колегата, кој што исто така го спасен на крај. Да, во моментот на големата водена стихија, значи бил спасен од локалните жители, од населението. Тој тврдел дека бил патувал со својот син, меѓутоа син му се уште го нема. Колегата што пред малку збореше што ги најде жртвите, значи во тој дел исто така на пребарувањето учествуваше. Ми јави по врска дека нашол лице од Косово, косовски државјанин кој е жив, меѓутоа син му го нема. Ние продолживме со пребарување, во моментот очекував да ми го донесат лицето за да го транспортираме до последна 45-ка на пунктот за прихват за изгубените лица, односно лица со странско државјанство, и го упативме. Во меѓувреме, значи доаѓа друго лице заедно со населението кој исто така го спасиле, кажува дека е косовски државјанин и дека го изгубил татко си. Да, во истиот момент, значи јас на колегата што требаше да го транспортира, значи му се јавив да запре и тоа беше излив на емоции. Затоа што и двајцата тврдеа дека го изгубиле, нели, дел член од семејството, успеавме да ги споиме и беше навистина трогателно. Посебно признание треба сите да им дадеме неприпадниците на АРМ, волонтерите, доброволците, Црвениот крст, лекарите, но и на сите оние граѓани и компании кои несебично помагаа. Ова е и нивна приказна. Со желба никогаш повеќе да не се повтори ноќта во Скопје, 6 август 2016 година.